Тетово денес е модерен град. Откако ги направи првите несигурни чекори во 21. век, градот расте и се менува пред нашите очи. Но дали премногу брзо расте и станува премногу модерен? Може ли да се оди кон иднината без образ и почит кон минатото? Кулисите на Старо Тетово секојдневно исчезнуваат и оставаат зад себе само ретки сцени кои значат нешто само за оние кои паметат како изгледаше градот пред многу години. А заедно со тоа, луѓето го паметат и спокојниот живот во малото градче на Пена, излетите на Бањиче, Корзото и старите Маала. Но заборавот е моćна сила, а годините работат за него. Сеќавањата бледнеат, а книгите и фотографиите жолтеат и исчезнуваат. Ќе исчезне еден ден и филмот на кој ги снимивме последните трагови на Старо Тетово. Но остануваме со чувството дека сепак правиме човечки обид да се сетиме, да го вратиме барем за миг стариот град пред очите. Да одиме и поназад, да се присетиме на првите записи за животот на луѓето во ова питомо и кротко место по Дубавата планина. Дарко Гавровски со години ги негува сеќавањата за минатото на градот со единствена цел. Тоа да не се заборави, од него да црпиме инспирација за иднината. Со голема жар и посветеност тој зборува за Старо Тетово. Се наоѓаме токму во Тетовското Горно Маало, во црквата Света Богородица и не попусто, заради тоа што токму на ова место се зачетоците на Тетово. Прв пат Тетово се спомиња 1214 година во еден документ од Охридскиот архиепископ Димитри Хоматијан, во кој се споменува и црквата, манастирот Света Богородица Тетовска. Значи, Тетово може да го замислиме во 1214 како отприлика денесното село Лешок. Село познато по неговиот манастир. И селото околу манастирот бил токму на ова место и на ова место е возобновена ова црква која денеска го носи истото име Богородица. Богородица инаку заштитничка на градот Тетово. И токму на ова место се наоѓало село Тетово, се спомиња значи по тоа име. Дури подоцна го добива епитетот град и дури подоцна го добива името Тетово, се изфарла Х пред зборот и во време турско називот Калканделе. Значи Тетово бил едно мало селце околу овој манастир и Горно Маало е зачетокот на град Тетово. Со право сите оние кои што се од Горно Маало, горномаалци можат со гордост да кажат дека се најстарите тетовчани, најстари тетовски фамилии се оние од Горно Маало, според сите овие документи. Заради тоа што со документите со кои располагам се гледа дека ктитор на таа црква, заштитник бил царот Душан, кој има, иако е во 1214, значи првпат се споменува оваа црква, во 1343 тој дарува големи имоти на оваа црква низ цело Тетовско и токму оваа црква бил најголем феудален поседник во Полошкиот крај, заради тоа што поседувала дури 7 цели села во Тетовско. За сите они што велат дека и 1214 не е многу далечен период, само како една паралела би направил интересна паралела. Например, градот Амстердам под името село Амстел, кој го добива и името познатата марка пиво, се спомена дури 1265, значи можеме со гордост да кажеме дека Тетово се споменува дури 50 години пред Амстердам. Зачетоците на Тетово не се поврзани само со оваа црква. Овој локалитет е точно родното место на Тетово и не само заради црквата, заради тоа што погоре по течението на река Пења, значи во местноста наречена Бањиче, на брдото Хисар над Бањиче се наоѓа антички локалитет кој според науката е всушност античкиот град Тетово и дека всушност Тетово како населба ги влече корените во античкиот период уште од таму, уште од локалитетот Бањиче. Во средниот век таа населба се преместува на ова место, значи на излезот на река Пена од кањонот и тука се гради оваа црква, а исто така веднаш над
црквата Богородица се наоѓаат темели ден денеска, рушевини се наоѓаат од кај тетовчани позната црква Света Петка. И ден денеска таа легенда за Света Петка постои заради тоа што се наоѓа во оградениот дел на каде што е техничката вода на базенот со техничка вода на Тетекс, и тука се уште има рушевини од црква Света Петка. Според науката тука има извршено археолошки ископувања. Тие ископувања се уште од раното христијанство. Значи таа црква е фактички докажано дека е најстара црква во Тетово, заради тоа што темелите се уште од раното христијанство. Интересно што и ден денеска тетовчани палат свеќи и оставаат икони на тоа место, и ретко кој што знае дека постојат тие рушевини од таа црква. Познат ли е историјатот тamo што се десило? Фактички познато е дека Тетово може да се замисли како едно село токму околу Горно Мало и Горна Чаршија, само значи тој локалитет со овие две познати цркви. Во тој период се само две цркви, значи Богородица Хтетовска и Света Петка. Дури во времето турско почнало Тетово се шири надолу кон рамнината, и сите тие се, може да се каже со сигурност, дека се нов дел од Тетово. Исто така би напоменал дека овде под црквата Богородица се наоѓа и една лековита вода кај тетовчани да ја полнат. Петочко водиче го викаат, или вода на Света Петка. А исто така и оваа црква е интересно што тетовчани особено ја посетуваат, и е градски адет да се посетува за време на Балаклија или источен петок, петокот веднаш после Великден. Стари тетовски фамилии доаѓале тука со бовчи, со јадење од дома, и се правело излет токму во дворот на црквата Света Богородица, а и по течението на реката Пена нагоре кон Бањич. Според патеписи кои постојат за Тетово од 1901 година, на овој простор тука постоеле само неколку православни гробови од познати од видни личности. Не постоела црква, значи црквата откако е разрушена, манастирот Света Богородица Тетовска е разрушен за време турско, се претпоставува околу 15-тиот век, и од тогаш тука црква немало. Оваа црква која денеска ја гледаме се возобновува 1912 година дури, а е осветена 1919 година, и во таа форма постои денеска. Според најстарите тетовчани е возобновена врз темели на стара црква, која исто се нарекувала Богородица. Токму и затоа се влече предпоставката дека манастирот Света Богородица Хтетовска се наоѓало токму на ова место. Забележано е дека жителите на Тетово во еден момент полнеле вода од преку 100 чешми. Од нив денес е сочувана само една, онаа со најдолга и најголема историја. И се наоѓаме во Горна Чаршија, пред така наречената Балезова чешма, позната кај тетовчани. Интересно е за оваа чешма што во еден попис од 1893 година се наброи дека во Тетово имало 100 јавни чешми. Тетово навистина скоро на секој агол имало јавна чешма од каде што полнеле граѓаните вода, заради тоа што вода дома се разбира немало. Од сите тие 100 чешми, тие најголемиот дел се рушени 50-тите, 60-тите, кога се градело, да речеме, по-добро комунистичко општество, како што велеле тие, и сите тие се рушени. За среќа, единствено тие 100 чешми кои се наброени пред повеќе од 100 години, останата како јавна чешма е единствено останата Балезова чешма, или чешма на Балес. Тоа била позната турско семејство од ова мало, и ден денеска постои, и граѓаните од овој дел на Горна Чаршија се служат со неја. Интересно што семејството на Балес, неговите потомци ден денеска живат во ова мало, и ова мало и ден денеска е значајно, и исто така и по стара џамија, се вика Муаремче џамија, која е возобновена 1992 година. Значи се наоѓаме на место, лево од мене е Горна Чаршија, а десно е патот кон Жичар. Деновиве се менуваат имињата на тетовските улици. Сведоци сме на еден процес што се случува ретко. Во непредвидливите патишта на историјата, улиците често ги носеле имињата дадени од окупаторите. Денес, освен во документите, има малку останати вакви трагови. На кеот на реката Пена, веднаш спроти денешното медицинско училиште, се наоѓа една куќа на која интересно до ден денеска е зачуван
еден надпис со кој се гледа дека како што доаѓале различни држави кои владееле со Тетово, така ги менувале и улиците на Тетово. Имено денеска Тетово има 165 улици, а меѓу двете светски војни има регистрирани 72 улици. Тие улици за време на окупацијата на Италија од 41 па се до септември 43 ги именувале со италијански херои или италијански градови. До ден денеска имаме зачувано, например, на оваа куќа, на зидот на оваа куќа, надпис Вија Милано. Имено оваа улица за време така наречено за време српско се викала улица Стефана Немање. За време италијанско се нарекувала Вија Милано, а еве ден денеска може да се види се вика улица Ѓоце Стојчевски. При моето истражување за улиците во Тетово интересно е што во Тетовскиот катастар се чува најстарата карта на Тетово со сите улици, со сите овие 72 улици. Тоа мерење на улиците и именувањето е извршено 1935-та. И при моето истражување најдов интересни податоци дека, например, Тетовскиот плоштад се нарекувал Престолонаследников трг. Улицата Маршал Тито се нарекувала улица Ослобоđenja. Улицата Борис Кидрич или пред денешното Кафуле Медисон се нарекувала улица Принца Ѓорѓа. Имаме улици со називите улица Кралевиќа Марка, улица Принцезе Јелене, улица Војводе Путника и например, интересно е заради тоа што Тетово не било толку распространето, например, денешната улица Благоја Тоска се води обично како другоразредни општински пут. Тие улици, значи, се менувале низ годините и ете, значи, имаме и за време на италијанската окупација една улица тука Вија Милано и овие се единствени две зачувани, ова е Вија Милано и подолу ќе погледнете уште една улица, тоа е Вија Рома, се наоѓа на денешната улица Илинденска, значи Илинденска за време италијанско се викала Вија Рома и била и надписот ден денеска постои една куќа која се наоѓа кај над поранешниот така наречен дом Партизан. Исто така е познато, например, дека Иво Рибар Лола била нарекувана Вија Венеција. Во 5 века турско владење со Тетово, градот бил управуван од едно место. Денес е сочуван само дел од зидините на некогаш огромниот комплекс на управата. Старата куќа на пашите се уште стои и чува многу тајни. Значи се наоѓаме во комплексот така наречен Пашини конаци во Тетово, во близина сме на Шарената џамија, во близина сме на гимназијата и пионерскиот дом и се наоѓаме пред куќата на старите тетовски паши. Имено ретко кој што знае дека за време турско за сите тие 500 години центарот на административниот живот во Тетово бил токму од овој комплекс на пашините конаци и токму од овде. Значи, со денешна терминологија, општинската зграда за 500 години во Тетово била токму овде, заради тоа што овде ова била куќата на тетовските паши и од овде тие раководеле со цел полог. Ова куќа денеска е заштитена од Завод за заштита на споменици. И всушност ова било цел комплекс од Шарената џамија па се до денешниот затвор и полициската станица, тоа било цел комплекс, после со време е изградено училиштето Истигбал, полициската станица и затворот, значи дел е продадено на приватни собственици, се наоѓаат згради и единствено што е останато е значи овој комплекс тука и старата куќа на пашите. Оваа зграда и ден денеска е сопственост на семејството Палоши, имено од крајот на 17-тиот век па се до средината на 19-тиот век со Тетово раководи династијата, би рекол, Палоши. Реч Пал, Реч Лјока, Реджеп Паша, Абдурахман Паша, Джеладин бек, сите тие, значи, еден друг го наследуваат и тоа било семејна лоза која владеела со Тетово од прилика, значи, околу 150 до 200 години, токму од тоа место. Интересно е за оваа куќа што како една занимливост, ретко кој што знае дека Тетово на денешните македонски банкноти, официјални пари, се наоѓа со два мотиви. За еден сите знаат, тоа е на 5000 денари, се наоѓа Тетово мотивот на менадата, на тетовската менада, но на најкористениот мотив, на најкористената банкнота, тој од 100 денари, од позадината се наоѓа мотив од резба
од стара куќа и ретко кој што знае дека резбата од старата куќа која се наоѓа на 100 денари се наоѓа токму на вториот спрат од оваа куќа, на таваницата од вториот спрат и ден денеска после, значи на 100 денари мотивот е токму од оваа куќа. Исто така од предната страна на 100 денари пишува дека има прозорец, мотив на прозорец од албанска куќа и токму можете да видите дека формите на прозорците кои се наоѓаат на оваа куќа се исто така земени како символ на 100 денари. Старите тетовски градби, куќи и згради се повеќе исчезнуваат. Ликот на градот сега го дефинираат модерните згради на новото време. Старите градби пак кои добро се сочувани, главно се верски објекти. Сите ја знаеме шарената џамија. Но која е најстарата тетовска градба? Тетово, за разлика од другите градови, не е страдано низ вековите, ниту заради земјотреси, ниту заради пожари, ниту имало војни кои го уништувале Тетово. За жал, Тетово низ вековите многу е менувано и многу менувано заради тоа што секој оној кој што дошол сакал да стави свој белег и затоа многу од градбите до ден денеска не се зачувени, не постојат. Сигурно сте се запрашале кој е најстариот објект во Тетово кој ден денеска постои. Објект кој е зачуван низ вековите и кој е најстар, а постои до ден денеска. Многу вина ќе речат дека тоа е тетовската шарена џамија, но ќе сгрешат. Се наоѓаме токму пред најстариот објект во Тетово, а тоа е тетовската Гам-Гам џамија, се наоѓа на улица Борче Кочовски зад Тетовскиот суд. И е докажано изградена 1463 година, а шарената џамија е изградена 1495 година. Значи овој објект пред кој се наоѓаме е 30 години постар од шарената џамија и е моментално најстар објект кој постои до ден денеска во Тетово. Интересно е што се нарекува Гам-Гам по семејството Гам-Гам, турско старо семејство, кој интересно е што и после 500 години ден денеска потомците на тоа семејство под исти прекар фамилија Гам-Гам живеат веднаш спроти џамијата и ден денеска, значи се значи со докажано е, значи дека се всушност едно од најстарите тетовски турски семејства. Интересно е што овој дел е исто така во близина е и тетовскиот познат масларски пазар, каде што на пазарните денови се продавале производи од млеко и млечни производи и целиот овој дел е едно од постарите делови на Тетово. Може би ова е само мал обид да се сочуваат сеќавањата, да му се избега на заборавот. Може би ова наше подсетување на сликите на старо Тетово и не стопли многу срца. Но доколку стремежот на секој човек е да остави трага зад себе, ние сме задоволни. Оставаме печат на историјата на нашиот град. Не знаеме каков ќе биде утре, но се сеќаваме каков беше некогаш. Нема иднина без минатото.